Делчевското село град е на наисточната граница на Република Македонија кон Бугарија. Во селото град се наоѓа главната селска црква Свети Ѓорги, каде локалните жители од давнина ги исполнуваат своите духовни обичаи. Во духот на традицијата, оваа преубава црква градена 1952 година, според кажувањата на црковниот клисар, е епицентар на големи народни собири за време на повеќе православни христијански празници. Па така и за време на празникот посветен на Свети Илија и Линден, секоја година на 2 август во дворот на црквата се случува голем народен собир со делење на црковен ручек за здравје во заедништво со Бога. Оваа година ручекот се состоеше од 7 котли манастирска манџа, која дојдоа да ја пробаат над 200 посетители на денешниот ден. Јас сум Атанаско Ѓорѓевски, Нако. Роден во село град, живее на Зегорска река. Црквата се вика Свети Ѓорѓија. Слави имаме на Свети Ѓорѓија, на Илинден, на Свети Симеон и на Свети Димитрија. Секогаш има се дели ручок. Имаме ручок од 7 до 10 бравчета се колат. И народ се збира, като што гледате, има народ. Најдобра манастирска манџа се прави со јагнешко и овчо месо. Со пипер, патлиџан, кромит и други додавки там што треба да додава. Тие другите додавки не интересираат кои се? Највеќе оди кромит и пипер. Ние не ставаме ориз, не ставаме такви, ставаме само пипер и кромит, моркови, магданоз. Това е најубавата манастирска манџа, признаена у село град секаде. И пошироко. Да, да. Истата манџа ли ја правите за сите празници? Да, истата за секој празник. Само сем кога е среда или петок, правиме гравче со риба. Во што се готви? Во котли, бакарни котли, на саджаци со дрва, се. За колку гости се води? Па денеска имаме 7 котла. Това са 7 бравчета, околу 500 до 600 души. Добар ден. Прво да го честитаме празникот на сите христијани. Тој голем празник во село град го обележуваме секоја година со курбан, ручек и посетеноста е секоја година голема и така за идните години ги покануваме сите кои сакаат да дојдат да присуствуваат на тој курбан, се добре дошли. Секоја година има посетеност од околу 200 до 300 луѓе и така секоја година расте посетеноста. Значи курбанот го даваат луѓе кои сакаат да си го обележат тој ден. Има кои се исто така викаат Илија или Илчо, а има кои не се така не са или Илчо, ама сакаат да си дадат курбан во црквата. Нека ни е среќен празнико. Јас сам тука поставен клисар. Без мене не бива. За се сам тука, одржавам. И зарно и за лошо. И зарно, што вика и за лошо. Како се викате, кажете ни? Фиданчо, Презиме? Маринко. Аха. Како се вика црквата? Свети Ѓорѓи се вика црквата. Знаете ли кога е градена црквата, кога е обновувана? 1952 е. Градена. Да. А сега што се случува моментално во црквата? Моментално се случува сега, трпезарија се гради и се збираме на празнично. Голем празник. На денешниот празник што има моментално? И Линден. Што? Курбан? Курбан си има на големи празници, Свети Симеон, Митровден, Ѓурѓовден и Линден.